Агенцијата за катастарна недвижност и Управата за имотно-правни односи денеска во Виница ги реализираа заедничките отворени денови со граѓаните, на кои поголем број граѓани беа примени и сослушани за нивните проблеми и нерешените предмети од областа на приватизацијата или катастарот. Она што можевме да видиме досега, доаѓаат граѓани кои што се информираат претежно за постапките за приватизација. Во делот на прашањата кои што се поврзани со катастар, веднаш се тука колегите од Агенцијата за катастар кои што на граѓаните им ги даваат соодветните правни помош. И токму тоа во тоа се гледа и ефектот од овие заеднички отворени денови, каде што граѓаните на едно место можат да ги добијат сите потребни информации во делот на имотно-правните прашања. Конкретно во однос на одделението на Управата за имотно-правни работи од Виница, би сакал да кажам дека ова одделение е едно од одделенијата кои што презема предмети од скопските одделенија. Именно во ова одделение првично се поднесени 4.500 барања за приватизација, со тоа што плюс 500 барања, односно предмети се преземени од одделението во Чаир, поради зголемен обем на работа на тоа одделение, поради помал обем на работа во одделението во Виница. Меѓутоа, генерално е успешно реализирана ова концепција баш во ова одделение, бидејќи од овие 5000 и нешто повеќе предмети остануваат да се завршат околу уште 1200. И карактеристично за ова одделение е тоа што е едно од поуспешните во рамки на цела Македонија, бидејќи околу 75% од сите решенија се правосилно завршени. Од 15 септември кога започнавме до сега, имаме примерно околу 850 странки, на 50 од нив веднаш се отворени службени наводи, исправени се грешките кои што се настанати, за другите секако дадени се и правни совети како да се стигна до својот имотелист. Одделението Виница важи за одделение кое што е најдобро во Република Македонија. Првија завршија дигитализацијата на катастарските планови, претходно првија има завршено и воспоставувањето на катастарот на недвижност. Предметите тука се решаваат тековно и не само што својата работа се завршува добро, благодарејќи на електронскиот катастер, они помагаат и во работата на Кочани, помагаат и во Гостивар, помагаат и во други одделенија, така да имам само пофолни зборови. Коментирајќи го извештајот на Европската комисија во делот на катастарот, Трпески истакна: Европската комисија ги признава реформите на катастарот во насока на воспоставување на модерен и соопфатен катастар и посебно во делот на воспоставувањето на регистарот на цени и на масовната проценка, која што се очекува да помогне кај во делот на подобрувањето на кредитирањето во Република Македонија. Градоначалникот на општина Виница Емил Дончев, задоволен од соработката со овие две институции во општината, истакна: Целта е да се согледаат проблемите што ги имаат граѓаните, да бидат поблиску до овие две институции и не случајно овде се и првите луѓе на овие две институции, директорите на институциите. Јас сакам да истакнам соработката на локалната самоуправа, одличната соработка на локалната самоуправа со овие две институции, како сервис на граѓаните и подобрување на услугите што ги пружат и локалната самоуправа и овие две институции. Отворените денови со катастарот и со Управата за имотно-правни работи во Виница, голем број граѓани од оваа општина ги искористија за да добијат совети и на кој начин да ги решат проблемите кои ги имаат со приватизацијата и катастарот.